22 кутии, 22 натпреварувачи, само едно прашање. Каде е милионот? Добро ти вечер, банкару. $55,000 испративме за Битола заедно со нашата Ангела, која што имаше таква среќа и $20,000 вредна кутија продаде за 55,000. Тоа значи дека имаме нова емисија вечерва. Ќе имаме ли повеќе пари? Дај Боже. Ќе имаме ли уште поголема среќа? Дај Боже. А кој ќе игра, драги мои, тоа не знае никој. Јас ви велам добро вечер, затоа што за кратко ќе дознаеме кој ќе ве забавува. Почнуваме. Кутија број 14. Уште една убава млада девојка ќе ве забавува поред, значи синоќа Ангела, вечерва Теја Томова, 19 години од Скопје. Теја, добар ти вечер. Добар вечер и на вас. Добра ли си? Да. Срце со вие ми се обраќа, нормално можам. Не мајка, два пати мајка можам да ја бидам. Теја, дали си добра, први кажи ми? Да, добра. Изгледаше прилично, ти благодарам, си кажеш убаво, си кажеш положено со вас. Изгледаше прилично срамежливо, овде прочитав дека на прв поглед си срамежлива, ама не си била баш таква, ти требало време да се опуштиш. Да. Се опушти ли вака во овие? Па, прилично, да. Нели? Се дружеше ли со некого овде, со оглед дека си меѓу најмладите, нели? Да. Добро, дојдеш од Скопје. Зошто си дел од нашиот квиз? Пред се за забава, да ве запознавам вас. Драго ми е Теја. Имаш ли некоја желба од некоја баба, комшика, Од роднина? мајка ми. Од мајка ти. Мајка ти, што ти викаше? Како се вика мама? Јасмина. Јасмина. Што викаше Јасмина? Таа ме пријави. Јас не знаев, таа ме пријави. И само ми каже дека треба да учествувам, да дојдам тука. Така, тоа е значи една од оние мајки која што не сакаше да дојде таа, туку сакаш да испрати својата ќерка Не можеше. во нејзино име. Не можеше, бидејќи на работа и... На работа не може да одвои Да. време. Добро, во ред. Дали ти даде некој совет? Пред да дојдеш? Да. А? Добро, Теја. Во ред. 14 дали ти значи нешто? Ништо. Шема. Амајлија. Немам. Како ќе играш? Имаш ли идеја? Па ќе видиме со текне играта, не знам. Текне играта, имам две прашања. Дали знаеш како ќе почнеш и дали знаеш со која би завршила? Дали имаш идеја? Знам како ќе почнам, ама како ќе завршам. Не знаеш како ќе Не знам. завршиш, добро, имаш право. Ние се задржиме на почетокот, првин да почнеме ние. Добро. Теја, ова твоја 14-ка, знаеш дека содржи една од сумите кои што се на екранот. Можеби е нешто ниско, можеби е нешто средно високо, а можеби е нешто највисоко. Нам што не е најважно? Најважно ни е да, доколку имаме нешто високо, да си го сочуваме, да играме до крај, ако е ниско да го продадеме скапо. Никој не знае која сума во која кутија се наоѓа, отвориш кутија како што ти сакаш и Теја, продаваш кутијата во 14, тогаш кога ти сакаш. Дали си подготвена? Да. Теја не е толку срамежлива колку што вие мислите, затоа што, еве, јас тоа кажам од прва рака, таа е само сконцентрирана и фокусирана да одигра добра игра. Прва рунда, 5 кутии за Теја. Значи, Теја ми кажа само дека знае како ќе почне. Со кого? Со тројката. Евгенија. Зошто? Така се договоривте нешто или? И таа ми рече и мајка ми 3 дена поред ми збори или кец или тројка и... За почеток? Да. Добро. Ајде да видиме како ќе почнеме. Се Евгенија. надевам дека јас и дека Јасмина не грешиме. Браво за Евгенија. Секоја чест. Ете, храбро зема таква обврска да и каже на својата другарка од овде да биде отворена и не сгреши двете, повели? Кутија број 4. Јован. Број 4, отвори. Со среќа. Браво, второ, сино. Кутија број 22. Јасмина, за минатата емисија имаше чувство дека имаш нешто високо. Тоа јас гарантирам, те видов. Ненад вели да, комшијата вели да. Така, Ненад? Така. А вечерва се надевам дека немаш ништо високо. Се надевам не е милионо повторно. Отвори. Со среќа. Добро е, не. Црвено е, ама не е милион. Уште два.
21. Господја Олга. 5000, може. Две сини, две ниски црвени и уште една сина или ниска црвена, поглед кон поддршката. Не знам дали само сакаш да ги видиш дали се тука или ги прашуваш што да отвориш. Ги прашувам, што мислат? Имате ли идеја за... Јас би мисла би отворила на твое место кутија број 18. Кутија број 18, таму е Мартин, Теа, ти одлучуваш. Твојата другарка исто храбро, како Евгенија кажа, мислење, тебе нешто не ти се отвора. Епа, тогаш немој. Хајде да отвори се некоја друга, да не биде после некој виновен тука. Единицата. Значи 18-ката сепак не. Добро. Ајде Веселинка, колку се оцрвенала Веселинка, црвен кармин, црвена мајца. Ајде. Ама сина, добро, може. Црвена сума, ама не колку што си ти црвена Веселинка вечерва. Добро, одлично. Па одлична прва рунда, да ти кажам. И се плашев. Се плашеше, видов, да. Теа, само ќе те праша за 18-ката, дали ти беше во план да ја чуеш или во моментот кога ја виде па никако така се створи? Во моментот, така ми дојде да не Ти дојде отворам. да не отвораш. Добро, Теа, ајде, која беше оваа девојка што се вклучи во играта? Здраво. Нека се Здраво. представат само Ајде. може. Јас сум Тамара, јас сум другарка на Теа и денес сум тука да ја поддржам. Сека, колку време сте, Тамара, другарки? Многу години, 10 години сигурно. 10 години, браво. Од основно се значи Да. другарки. Од 6 години. Од 6 години Да. сте другарки, браво. Сека, често е Тамара и Лука, јас сум брат на Теа. Лука? Супер. Па добро, имаш представник од семејството. Мама не стигна. Може би тебе не сакала да те буни, ама на Лука 100% му кажала нешто за некоја бројка, ама тоа ќе видиме, ќе дознаеме во текот на играта. Во секој случај, одлична прва рунда за нашата Теа и знам дека ќе добиеме одлична прва понуда од нашиот банкар, кој што се јавува токму сега. Банкар, добра ти вечер, види кого имаме тука. Гледа Вили банкарот и голем поздрав до поддршката и секаква до Теа. Фала. Така, Вили за оваа одлична прва рунда на Теа, одлични 12.000 денари. Браво! Се што посакуваме е предложението да биде како стартот. Кажи дали првата понуда важи. Не важи. Понудата не важи. Браво, Теа. Сега тоа значи дека веднаш се фокусираме на нешто што следува. Следуваат 3 кутии во втората рунда, слични на овие што беа до сега. Се сум ти кажала и само сакам да подсетам дека сите високи сумите се во игра и сакам да ги кажам или ќе убаво звучат. 6, 5.000, 100.000, 250.000 и милион. Повели Теа. Кутија број 2. Таму е Петре. Отвори. Ајде, комшински плаво да видим. Комшиски, најплаво, браво. Само денар успеавме. 18-ката, ајде. Се враќаме сега. Заради другарка ти Па и секако не би ја чувала таа. не би ја чувала. Тамара, да го видиме твојот избор. Јако се ауне, браво. Да не ми е криво што ја посочив. Како Тамара? Да не ми е криво што ја посочив. Така е, таа така е. Јас сакам за малку да кажам, сепак таа се одлучи да ја отвори, нема да бидеш виновна и не да може да беше нешто високо, но браво, девојки, уште една. Шест или 9? 9. Лука, ќе се вклучиш ли ти? 9. 9? 9. Анета, кој е постара Теа? Кој е постар од Јас. Ти си постара. Ајде да видам. Да, на Дада што ќе отвори Лука. Отвори Анета. Штета. Да не може, аплауз може, па. 1.100.000, 6.000 ни се во игра. Лука, како стигнавме до 9-ката? Не. Не знаеш како. Добро, се надевам дека нема така до милионот да стигнете. Важно е дека милионот е во игра. Супер ни тргни во втората рунда, 2 отворевме, но добро, како е така е, нели? Вака, што заврши Теа? Транспорт и шпедиција. Транспорт и шпедиција, тоа е нешто што те интересира?
С полиција сакав, Да, ама тоа. немаше средно за полиција и решив транспорт. Транспорт, добро, меѓутоа сега може да си продолжиш ако одлучиш нормално. Значи твојата желба е една ваква, гледате, млада, тивка, на изглед срамежлива девојка, од каде таа идеја да бидеш каков полицаец сакаш да бидеш всушност? Сакам за криминалистика, тоа ме интересира. Имаме таков факултет, мислам јас, Да, овој што има е. за безбедност, На во Идризово, браво, да. браво, супер. Добро, од каде тоа? Гледаше филмови, читаше книги? Не знам, уште од мала ми е таа желба за криминалистика, за полиција. Теа, види, тоа е една многу интересна, ќе кажам јас, гранка, нели, која што доколку ја завршиш и за жал ќе имаш работа и ќе те биде интересно, а и ќе помогнеш нормално. И сега тоа претпоставувам дека за следнава, како се вика, нели, кој ќе можеш следниот пат да се пријавиш, дека тоа би го направила. Но добро, да сме здрави и живи. Немаш некој полицаец по дома или во Немам. она во околина, не? Никој. Лука, кога бевте деца, дали изиграваше полицајка сестра ти? Па не. Не? Што сакаше да биде? Гледа се, она ти го погледна као ти не се не сеќава што сум сакала јас да бидам. Какви игри сте си играли како мали се? Вие сте се уште многу млади, ама сепак како деца. Сеќаваш ли? Тешко. Добре, тешко, не се леле, на 20 години не се сеќава. Дали се сеќаваш ти теа? Што си игравте како мали со оглед на тоа дека сте брат и сестра? Искрено не. Општо се сме си играле. Дали беше некој ти да видиш полицајци да го апсиш овој лошиот? Краци полицајци секојдневно. Секојдневна. Ето од кај потекнува тоа, значи добро, во ред. Втората понуда ќе ја чуеме сега од банкарот Теа. Ти беше супер да овие 251 ги отворевме, но добро, 6.100 милион во игра. И да видиме. За малку ќе отворевме си на рунда, ама ајде, радувај се малку и ти. Дали сте играли каубојци и индијанци? Не, тоа во наше време си играш, во нивно не. Каубојски филмови, што би рекле ние, по ново вестерн, денес и нема. Не многу е смешен овој банкаров, кај му текна, право си. Вестерн шпагети, да. Ти јадеш вестерн шпагети? Се шегува банкарот, значи во наше време игравме каубојци и индијанци. Тоа да знаете, знам дека тоа сега не е модерно. Сепак вели, благодарение на милионот ќе имаме покачување. Тоа е најважно. На 16.000 денари. 1.100.000, 6, 5, 35, 4 рунди до крај, 2 одиграни, 16.000, кажи, дали? Не важи. Дали не важи? Добро, Теа. Сега, она што го заклучивме е следното. Дека побара помош од двајцата по една кутија, едниот ја отвори високо, другиот ниско. Дали во следната рунда ќе бара помош од нив или можеби од некој од колегите овде и другарите од се или нешто, или ќе игра потполно сама, зависи од незиниот избор. Теа, 1.165.000 нека останат во игра. Повели со следната рунда. Кутија број 20. Малку подразмисли, погледна, а вака додека ќе отвориме. Магдалена, ти како сакам само да прашам, дали имаш веќе идеја што би чувала? Или од која кутија ти е вака малку страв? Имам 2. Тоа сега почна да отвораш, ти се појавија и Не, си ги имам занесено од предходно. ги имаше во мисла. Добро, во ред. Ајде да отвориме кутија, рековме Магдалена број 20. Штета. Поарно да не ја отворевме, што да кажа. Ги отворивме и двете, после одличниот старт за жал. 100.000, 6, 5, 35, не се во игра. Не знам како се најде кај Магдалена, да ти кажам искрено, на твое место и јас би ја отворила. Немав мислење за... Сакав уште во првата да ја отворам, ама ја оставив. Значи секако не ти беше за чување, Да. ти се пропастевме секако. Ајде види во тие што ги чуваш, не знам да не сакаш да ги кажеш па да се исконсултираш, да не сакаш, не знам. Еве гледа Магдалена запиша. Што запиша бе Маги? Што запиша? Денес на Теа и отворив милион, Втор така? пат дека го отворам милионот. Како? Втор пат го отворам милионот. Прв пат отвориш? Втор пат. Втор пат. И тоа првиот пат на Драгана, прва кутија. И истото сакала и она да направи. Да направи? Да не можам да спијам. Да,
Да, Магдалена, што запишуваш таму? Правиш статистика некоја или само каде е милионот? Што запишуваш? Запишувам во мојата кутија што има и каде се 1.250.000 и 100. Значи, Највисок. најважните, Да. видиш, браво бе, маги, политиски, детективски. Не, јас сум сметководител, сметководственост, запишано се. Имаш право, и од твојата професија има. Добро. Бидна, луѓе, одиме со уште 2 сини. Ајде теа. Што раде? Не сум ризичен, готово. Како? Не сум ризичен. Раде така велиш? Да. Не знам дали да ти веруваме, на теа оставаме. Кутија број 6. Сања, отвори ја кутијата, те молам после Магдалена бараме нешто сега. Се надевам среќа. Браво, сино е. Ти кажа некој од Не, Да. се мислев меѓу 6-ката и 9-ката и ја отворив 9-ката со 250. Аха, преискато. Да. Уште една. 17. Билјана. Отвори ја кутијата. Браво. Во секоја рунда по една висока отворавме, така? 35, во првата само не. Во втората отворивме милион, во третата 250. Не, обратно Во беше. втората 250, Да, во во втората третата 250, во третата милион. И сега мислам дека тука завршуваме со високите. Имаш рунда број 4 која што е следна и во која што имаш дури 5 црвени, имаш ниски таму 2-3, така што ајде ќе се фокусираме на тоа. Теа, се разочарали од некоја, мислам од сумиве нешто Не. така? Не, тоа е тоа. Среќата толку ми била. Толку чека. Мислам има уште да За стигам, сега, ама да. така е, За сега. буквално. Собираш пари за Бели гром. Теа, што се смееш? Не знам, навистина не знам што е бели гром. Бели гром. Што? Тоа е голф седмица. Голф седмица и така се вика бели гром. Јас така си го крстев. Зошто? Почнав со полагање. Ма навистина луѓе вака пишуваат да си купам бели гром. Ајде, ја не знам што се смеете. Делувам како да сум мутава. Сега, во некои ситуации не дека не сум, ама сега. Кажи, ајде. Почнав со полагање за кола и како што почнав, така почнав да си разгледам коли. Браво. И видов еден голф седмица бел. И му го прекам на татко, му викам, му се јавувам на телефон, му викам тато види бели гром као да, за колата. Добро. И тој ми вели као каков бели гром те, ја викам отвори ќе видиш. Ете и татко и прашал каков бели гром, не само јас. Да и така Така остана бели гром. така си го крстив. Значи жилбата вака сега многу интересно, вакво, значи она е вака височка, ма таква тенка, значи изгледа онака кршливо, сензуално, сака да биде полицаец, значи детектив, и сака да вози голф седмица бели гром. Вистам, ве молам, како е овој парадокс овде што се случува? Кој би рекол за ова девојче? И после овде пишува нема дечко, па кој дечко има храбро да и се приближи на оваа наша Теа. Теа, 100.000, 65.000, 35.000 или се во игра. Бели гром нема да може да купиме, меѓутоа може некоја варијанта, некоја молња, гром нема да биде, некоја молња ќе земеме, а положи. Уште немам положено, Докај си? полигон и градска ми остана. А ги беше веќе на полигон или Треба ниеднаш да не одам. беше? Ниеднаш не сум била. И подготвена ли си? Се надевам дека да. Се надеваш дека да. Јас видов нормално на интернет, дали беше тоа во Јапонија. Многу убаво е средено тоа. Значи, целото е обележано со бели траки и буквално влегуваш, десно се паркираш. Значи, буквално може да видат ова што е полигонот. Значи, сите твои, до душа не знам што зборувам, да не сега кај нас така. Како е полигонот? Кај полагате? Во Асоц. Значи како порано што беше. Не, ова сесија вака обележено со бели траки. Значи, влегуваш вака, па одиш десно паралелно, па одиш, не знам, бочно, па одиш подрачна, многу добро направено. Се е тоа тука вака во еден мал круг и се надам дека тој кај нас ќе дојде, ти посакувам да положиш побрзо и да не пиеш кога возиш. Тоа важи за сите, не само за тебе. Ете така. Да видиме која е понудата, број 4 ова? 3.
Банкару. Имаме сега за ресторант Белигром. Ручек. Колку? 7.000 дава банкар од сега, откако ќе си положила да си частела во Белигром. За жал, како понуда број 3 имаме најниската, драга, и се надевам дека ќе биде одбиена. Јас сепак ќе прашам. Понудата сепак нема да важи 7.000 денари. И сега кој знае нека каже, кој не знае нека си молчи, затоа што имате она 4 сини, 2, 4, 6 црвени, 35-65 студија нека си останат во игра за убава понуда. Друштво, отворајте 3 сини. Повелете. Кажи. Лука, после отворени 250.000 и не сега да се миша многу. Ајде, Тамара. Јас би ја чувала кутија број 7. А И јас која би би ја отворила, не И ти би ја знам. чувала? Добро. Барем ми имаме сега конечно нешто за чување, знаеме што. Што би отворила? Би отворила кутија број 11. 11. Да. Оваа Тамара, многу ми е интересна. Толку сигурно го кажува тоа, како да видела. Онака, знаеш, отвори ја таа, мислам дека таа треба да отвори, супер. Мислам дека треба да чува, значи нема дилема. Па не знам, сега ќе, ако ја отвориш, уствари, не знам, ќе отвориш денеска или не? Не сакам да ја отворам. Не сакаш, добро, немој да отвориш, тогаш. Тогаш оди. Некој друг? Некоја друга Тамара да не те послуша, бара. Некоја друга, па не знам, кутија број 13 исто би ја чувала. Би ја чувала. Таму не е нова Симона. Не знам, би отворила кутија број 15. Две ти кажа девојчето, видиш што ќе правиш сега. И ни таа не ќе да Не знам што. Тоа ти се вика, многу сакам да ми звони, да не му се јавам. Го знаете тоа кај нас жените, она многу сакам да ми кажете бројка, ама да не ја отворам. Кажи, Илија. Па не знам што да кажам, да не сгрешам душа што ја. Сега вака консултација, ама пред тоа старт имав лошо, 10.000, па 100, па 100. Сега почнав ниски да отворам, ама сега па дали да не е контра, не знам. Добре. Али се мислам дека е син, ама да не грешам. Илија кажа мислење, не е сигурен, другарката ти кажа 2. 15-ката. Господја Павлина, отвори ротија. Со среќа. Добро, може. Може. Деветнаесет. Андреј, отвори кутија. Минатата емисија имаше сино, Со среќа. а сега повторно сино. Браво, Теа. Не зборувам ништо, само ќе те потсетам дека треба уште една ваква кутија да отвориш. Трета. Кого гледаш? 8 и Со 12. тие сини очи, не знам дали можете да видите. Преубава боја, ама бидејќи се темни. Не знам колку се гледа. Кој број 12? И 8. Па една. Не знам која. Ај кажете. Ај погледни, се гледаат плавите очи. Добро, тоа беше многу важно. А сега? Осум. Радо, отвори кутија. Браво. Кога требаше да отвориш последнава кутија, ти реков ќе си ќутам. Да не ти кажам дека не смееш да сгрешиш, ти знаеше тоа, само ти кажам дека треба да отвориш уште една кутија и успеа 35, 65, 100.000. Нека си останат во игра, ќе добиеме повторно покачување на онаа понуда која што воопшто не се допадна претходно. Пред да добиеме таа понуда, само да прашам, со тоа дека си вака релативно срамежлива, велиш дека на училиште ти било многу непријатно во една ситуација која наместо столб си кажала нешто друго. Зашто се работеше? По кој час беше тоа? Железнички сообраќај. Аха. Имаше испрашување имавме и професорот прашуваше како што имаше вагон со столбови. Така? И сега ги прашува сите и сите молчат, никој ништо не одговори, ме прашува мене, ја викам како ступ. И ми викаш не ступ, шипка. А ти викаш што? Шипка реков. Добро. И ми се врти, ми вика шипка.
И ја викам, да, шипка, ја сигурна во мене дека е шипка. Да. И тука почна сите да се смеат и тој вика како не е шипка, столпе. Добро, ништо страшно, ама сепак знаеме Малку нешто така, тоа. беше непријатно. Ништо страшно. А ти стави ли оценка тогаш може? Не ти стави? Добро, во ред. Овде оценки не ставаме, даваме понуди. Односно, ние земаме, банкарот е тој кој што дава понуди. Имаме 20, 35, 65 и убавите се сумите што остана во игра, драга. А ти имаш само уште 2 рунди до крајот. Ако биеш оваа понуда, мораш да одиграш минимум уште една. Ама да видиме. Супер што имаме една цела сина рунда. Банкаро. А кој ќе полага да внимава да не се удри на некоја шипка, добро? Од кој пат ти положи? Зошто? Банкарот вели дека просекот на нашите надпреварувачи овде што заѓа, што кажувале од кога положиле, од 4ти пат положи. Тоа било до сега. А он има намера од прва. Да. Верувам во самата се. Вежба девојчето. Со бели гром. 16.000 динари. Имавме ли еднаш оваа понуда? Да. Како немавме? 12. Втората беше 18 сам дека беше втората. Ја ви кажувам дека е 16, не ме праќате вие мене толку заборавена. 16.000 динари? Не беше. Па нормално, браво Теа. Барам да освоиме она за полагање, таа сума да си ја земеш, па да ти остане нешто од квизов или на некој патување, ама и после ќе се договориме што ќе правиме со земените 100.000, кои што може да бидат и 200.000, само да не ги отвориме. Ако не се ке тебе. Повели, што гледаш сега ваму? 10, Ненад, Милена 11, Фиданчо 7. Перица 5 од оваа другата страна, Симона е нова 13, Стефан 12 и Иле број 16. Како играме сега? 16 Илија. Ајде, со среќа. Биди во право, Иле. Андреј, да не чудри некој. Да, штета е што се 35, ама не е најстрашно. 65 и 100.000 си се во игра, може би се во незината кутија. 3 сини, илјадарка, мораш да отвориш вакви две кутии. Не ме гледај мене, јас би те оставила сама да ја изиграш оваа рунда. Па речи ти кажа, од две кутии, двете не ги отвори, ги чуваш, Ја така? отворив 15-ката. А? Ја отворив 15-ката. Е, само 15-ката, онај другот кој 11-ка ти кажа и кој уште некоја таму. Добро, неважно, се договарате вие две. Петка. Перица отвори ја кутијата. Со среќа. Браво, Теа. Уште една. Како да не сгрешиме? 6, 5 и 100.000 нека останат во игра. Седмица. Добро, дали устануваме на седмица? Не беше некоја вас за чување или од вчера ми е останало мене тоа? Беше, ама. Да. За чување беше? Па ја викам дека беше. Добро. Ми беше, ама не знам. Тамара, помагај, беше во право. Јас кажав да ја чува, па ја сега чува. ако сака да ја отвори. И па 12, 13 или 7? А 10 и 11? Па не знам. Добро. Тя бие горе, тя. 10 или 11 иде. 11 е. Дефинитивно. Добро. Милена ја избра Милена, се извинувам, со бројот 11. 6, 5.000, 100.000 се во игра, нека останат. Кој ќе да знаеме што има таму? После реклама. Одиме со реклами.
Годишната Теја Томова од Скопје донесо незиниот брат и незината најдобра другарка. Игра со кутија број 14, кој што до сега нема продадено. Дали ќе продаде после понудата од оваа предпоследна рунда, не знаеме, но она што мора да видиме и да го дознаеме и се надам дека нема да се разочараме е после неколку сменети кути да ја отвори Милена број 11. Сега да и се заблагодариш на твојата другарка Тамара, која што до овој момент нема изрешено. Девојчето. Еден аплауз за Тамара, бе моја. Добро е што ја послуша, што и да има во таа ваша чувана седумка. Важно е дека ова што го отвори е бајаги ниско и Теја тоа ни дава надеж дека сега ќе имаш една симпатична понуда, која што знаеш дека е легитимно и да си ја земеш, па да си ја удвоиш ако можеш, но можеш и да ризикуваш, да играш уште една рунда. 14-кава вака не ја искоментиравме многу, има ли нешто високо мислење, кажи ми те молам. Не знам. Си е можно. Мене како број не ми значи ништо. Да, нема врска дали ти значи или не, туку што ева ако до вие кои ти ги видиш сумиве, која претпоставуваш дека се наоѓа во твојата 14-ка? Ајде кажи ми сега. Може би 65. Која? 65. 65. Добро. Ова понуда, ти што отвораш дека беше таму? Па 90% сите ми беа ниски, сини, да. Вие што мислите? Посебно Тамара ме интересира, искрено мислење за незината 14-ка. Па, Има ли нешто високо или не? Мислам дека има 20.000. 20.000. Да. Не знам, ти кажам, многу ми е интересно Тамара, ќе видиме. Ќе видиме, јас запамтив се што кажа, што е за чување, што е за отворање, сега кажа за 14-ката, ќе видиме. Имаме уште една рунда, па дали ќе играат, се зависи од тоа дали ќе не израдува банкарот со некоја понуда за прифаќање. Банкару, здраво. А тука си уште. Да, никош не ме поздравуваш за крај, во право си. Само ќе кажеш понуда и завршуваш. Банкару, 65 и 100.000 ни се во игра. И ти ги запише на Тамара? Ај, ќе видиме се. Да, добро. Највисоката понуда имаме за сега, зборувам. Следната ќе биде повисока, условот е двете највисоки да останат во игра. 30.000 денари. Не гледај нас. Тоа одлука. Лука? Незина одлука. Извини? Незина одлука. Добро, кажете ми само мислење. Јас не знам што би направила. Искрено. Нес. И би продолжила и не. Искрено. Ама со оглед на тоа Дали ти се дека... ризикува е прашање? Да. Како си расположена за игра? Ама не знам кој да ги отварам. Е, тоа е. Е, тоа е. Види дали имаш идеја што би чувала, може би до крај. Дали ти се тресе уште 3 кути. Дали да си ги прифатиш? Не баш. Понудата? Не баш. Браво! Теја одлучи да ризикува и ова сега ќе биде најинтересната последна рунда и благодариме за неизвестност, но се надеваме дека нема да сгрешиме. Ако има нешто високо во незината кутија, супер, но ако нема, ајде да не отвориме. Играј со Тамара. Мој совет. Кутија број 10. Ненад? Ја, немој. Не отварај. Цело време си не отворам, Ненад. Редно е сега нешто високо, моје мислење. Искрено и До мене ми сега е беа страхот ниски таа сите кутија. 16 серии се ниски, а сега Знаете само дека една треба да сочувате. Имате една што чувате и не можете две. Добро, ајде, тогаш оставите ги 10 и 7, ако сакате, одете 10. Кој? 12, Стефан. Стефан? Мислам дека се 5 денари, аме. Отвори ја кутија. И биди во право. Добро е. Браво.
бараме 5 денари. Тамара, не гледај горе, нема други кутии. Само Симона, новата 13-ка. Ајде ја запознаеме Симона, па договорите се. Здраво, Симона. Здраво. Стави ни се. Јас сум Симона Трајановска, дојдем од Скопје, супруга, мајка на 2 деца. Добро. Моментално невработена. Добро, а што си во професија? Професија завршив фризер, козметичар, ама не работам сега Добро, моментално. во моментот не работиш, ќе работиш што е занает за цел живот. Да. Добро. Ете, ја запознавме Симона. Дали останувате на страшните 10 и 7 и отворате 13-ката или ќе се премислите? Не знам веќе што да... Сега малце се премислувам со 13-кава. Малце пак сузен број. Не мора да значи. Не мора да значи, вели Симона. Симона, што мислиш? Што мислиш ти? Ај, отвори. Чекај, извини. Те отвори? Да. Ајде. Браво. сега. И гледайте сега што се случува. Минимумот со кој што може да си оди нашата Теа се симпатични 20.000 динари. Помалку се од 30.000 кој што ја одби како последна понуда нормално, но 65.000 и 100.000 добро е што стана во игра. Ако едната е кај неа супер, ама ако не е, од тие две, да кажам, нели високи, да ја отвориш пониската. Во случај да нема ништо високо кај тебе. Фиданчо 7 и Ненад 10. Дали таму се 20.000? Кај се, дали се 20.000 кај тебе, а таму високите Теа? Не мислам дека се 20 тука. Тамара? Јас мислам дека се кај неа. Што е кај неа? 20.000. Ти рече преска 20.000. Да. И понатаму мислиш дека Па, е? да, мислам. Ако мислиш така, кај се 65 тога што ги отвориме? Не знам, повеќе десетката ме плаши од седмицата. Како сакате, како сакате. До сега беше за сево право, сега не можам да се мешам. Многу е важно. Кажи Лука, ето. Седмица. Седмица? Да. Седмица, да, ето. Ќе отвориш? Да. Фиданче, отвори ја кутијата. Добро. Добро. Мислам, без разлика дали има кај неа се 100.000 или се во десетката, важно е дека ние 100.000 не ги отворивме. Се надвам дека се кај тебе. Ама ако не се кај тебе, ако имаш 20.000, оваа Теа ќе ја земам за советник, тука ќе ја ставам до мене и ќе играме со надпреварувачите. Девојчето без грешка играше до сега. Ако се тука 100.000, тогаш ќе најдеме една грешка и ќе кажеме Теа сгреши. Кажи. Имаш највисоката понуда, многу ќе биде симпатична, знаеш? Знам. Не мислам дека се 100.000 тука. Не мислиш дека се кај тебе? Лука? Сега кога вака Ја е не. Сега кога е вака, сметаш дека ги немаш кај тебе, а? Исто мислење. Исто мислење? Тамара си кажа. Луѓе, оваа 14-ка, ако има 20.000 динари, ќе продадеме супер, но ако се 100.000 динари, ако нели нешто понудава, не ја ја прифатиме, тоа ќе ни биде криво, тоа е за тоа потоа. Првин да ја чујам највисоката понуда за Теа оваа вечер, бидејќи тргнавме супер, па отидовме, се вративме и повторно назад. Јас дзирнав, има 100.000 динари. Дај убава понуда, ако не сакаш да ти ги земе. Значи, кад дзиркам ја по кутиите. Па сега ја Тамара, ја ја барам за моја асистент, сега ти ја бараш, а не може. Ти ќе платиш повеќе. Зошто мислиш дека ќе платиш повеќе? Зошто мислиш, од кај знаеш кој ќе биде мојата понуда? Не кажувам сега, ти ќе кажеш твојата понуда, ама ќе видиме до крај дали ќе погоди. Предпоставувам дека ти е некаде околу 82.000. Банкарот се смее, вели дека сум близу со понудата.
ако се сакав да го збуна малку, ама убава е оваа понуда. 60.000 денари. Да. Јасно знам. Што, само да видам. Ништо ми се. Разлика меѓу 20.000 и 100.000, односно 60.000 е 40.000 денари. Значи, ако ја одбиеш оваа понуда, а немаш 100.000, ќе си одиш со 20.000, а ако имаш 100.000 ја одбиеш, повторно 40.000 денари има разлика од 60 до 40. Дали си подготвен? Да. Дали ќе ја прихватиш понудата од 60.000 денари? Да. Понудата сепак важи. Браво, Теа! Но сега е прашање. Дали Тамара со право се степавме со банкарот, кој да ја земе за асистент? Ако се тука 100.000, тогаш Тамара за прв пат сгрешила вечерва, но ако не се, била точно од почеток до крај. Теа отвори кутијата. И тебе се 100.000? Да. Тамара вика, кај тебе си 100.000? 100.000 денари! Кај Теа не верував, никој не веруваш дека имаш 100.000 денари, не отворија твојата кутија со 20.000, на вистина штета. Толку имам да кажам. Теа, ајде отворија вака сега. Понавака само ќе ја дареш, бидејќи убаво изгледаат, вака се ќе заста. Ете така да не те покрива тебе. Во еден момент не верувавте дека Не верувам. Не, јас сепак Тамара ќе те барам за асистент. Нема, не се секирај. Може. Повеќе тука би беше као нема шанси да се кај неа, не дека интуицијата да ти излажа. Не помисли во еден момент? Не. Не, а? Лука ти? Не. Лука? Не? Се ми се дека се 20. Јас. Не. Штета на вистина, но 60.000 се на вистина убава. Понуда ќе беше штета со 30 да си отидеш. Сега вака 60 не е така страшно. И ако имаме 20 тројка, може би ќе ги двоиме, така, на 120.000, ќе видиме, окей? 120, па, а да, така, 60. Убаво, гледай колку убаво изај, погледни уште еднаш. Не сака да ги гледам, бре, знам. Еден убав аплауз, во секој случај. Многу интересна игра имаше, тоа беше многу важно. Релативно брзо ги отвори оние високите и тоа ти влија некако страв во коски дека нема шанси да имаш нешто високо и жалам што не ги зема. Тоа е толку ми било среќа, ама и 60.000 не е лоша сума. Апсолутно не е. Само те молам, дали ќе играме 23 АБВГД, половина бонус исто или ништо? Не. Или двојно, се извинувам. Не? Која би ја играла? А. Тамара, што би играла? Не би играла. Не, добро. Доколку би ја играла? Доколку би играла, Ај, размисли. В. Зошто? па не знам. Какво чувствуј? Привлечна ми е. Ајде, дојди. Затоа што беше одлична, заслужуваш да отвориш првин твојата В, па потоа на твојата другарка. Да видиме што би имала. Ти која сакаше? А, добро. Отвори ја В. Да видиме. И одиме со А. Ај уште ја отвори. Затвори ја В. Отвори ја А. И ти имаше бонус. Но ќе имаше. Ти благодарам, Тамара. Седни си на твоето место. Теа, пропуштиме 100.000 бонус пропуштиме. Не, пропуштиме 40.000, затоа што 60 ги зема. Да. Задоволни си Да. секако. За крај? За крај да ги поздравам сите што ме познаваат. И што не ме познаваат. Мајка ми, татко ми, брат ми што е тука, Тамара. Така. И другарка ми Иво од мислам, моментално е во Белгија, затоа не можеше да дојде. Така. И поздрави ти што треба да ги поздравиш. Што ти им кажеш на другариве овде? Да играат похрабро од мене. Да, само за крајот ти требаше повеќе среќа, да. И повеќе среќа. Теа ти благодарам многу. 100.000 денари ти беа среќата твоја беа 100.000 денари. Меѓутоа, нели, ние се не отидовме до крај. Си одиш со убави 60.000 денари, мислам дека ти ги потрошиш на нешто убаво. Во тоа не се сомневам. Благодарам за Тамара и за Лука што беа со нас. И секако нашите редовни гледачи кои што оваа вечер, знам дека криво има што не зема 100.000, но сепак заслужуваат аплауз за интересната игра, посебно нашата Теа со 60.000 денари. Се гледаме во следното издание. Чао, чао! Теа, добро беше. Ајде, сега тоа е.